Коалиција на младински организации сега од март 2017 година го спроведува проектот Youth Participation, Youth Прилепи не Participation, тоа значи младите од Прилепи преку електронско младинско учество. Овој проект за прв пат се применува во Македонија и во општина Прилеп, инаку е дел и веќе применет во 10 европски држави низ Европа. Основната цел на проектот е да се покрени свеста на младите за електронско младинско учество, односно да учествуваат во донесување на одлуки по електронски пат. ОПИН е веб страница на која што младите ги постираат идеите. Идеите се за подобрување општо на животот и на квалитетот на живење во општина Прилеп и се она што им е потребно на младите, да можат да го достават до донесувачите на одлуки за понатаму тие идеи да се реализираат. Овој проект е направен со поддршка на општина Прилеп и Совет на млади и како тело кој што ги поддржува младите во општина Прилеп. Советот на млади при општина Прилеп како ново формирано тело кое што функционира за младите од нашата општина е дел од овој проект во соработка со Коалиција сега. Сите предлози и идеи кои што ќе бидат предложени од страна на младите, че младите ќе иницираат идеи преку оваа алатка, понатаму значи ќе бидат разгледувани и од страна на Советот на млади и Коалиција сега како значи носители на сите активности на проектот и понатаму во вид на иницијативи ќе бидат доставени до комисиите, односно соодветните работни тела во општината, Советот на општината, се за цел да обезбедиме подобар живот на младите на локално ниво, односно се она што е како нивен предлог, нивна идеја, понатаму да биде реализирано со поддршка од локалната самоуправа. Локалната самоуправа општина Прилеп посветено работи во подобрување на состојбата на младите во општината. Тоа го докажуваме преку бројни проекти, значи имплементирана е локална стратегија за млади за период 2011-2015. Можам да најавам и креирање на нова стратегија 2017-2021. Исто така континуирано работиме покрај овозможување на услови за вработување, покрај овозможување на услови за подобро формално неформално образование на младите. Посебно работиме на делот на подобрување на младинското учество. Значи сакаме да ги слушнеме потребите на младите. За таа цел веќе и од пред година дена и формиравме едно формално представничко тело на млади во состав на локалната самоуправа, Совет на млади, чија цел е да ги идентификува на терен директно од младите проблемите и кои се нивните потреби, да ги канализира и застапува во локалната самоуправа и пред Советот. Сега еве веќе можем да најаваме нов проект кој преку платформата Open ќе се даде уште една алатка на Советот на млади да ги полесно идентификува младинските потреби на локално ниво. Целта е да преку оваа веб страна, преку овој портал, младите да имаат полесен пристап, полесна комуникација со Советот на млади и со општината и директно да имаат можност да ги укажуваат проблемите со кои што се соочуваат во секојдневниот живот и во функционирањето на општината и локалната самоуправа, да ги кажуваат своите проблеми, но и да ни доставуваат предлози. Веруваме дека ова во многу ќе го олесни пристапот и ќе олесни комуникацијата помеѓу младите општината и крајна цел нова би била секако подобрување на младинските политики на локално ниво. Нареден пат, кога ќе ви презентираме резултати. Какви са, бе? Андре вече ще отиме да. Ај, Андреј. Не бе, видеото само оди на Open. Најавени беа серија на активности кои што се реализирани и сите перформанси кои што моментално постирани се 10 идеи, че може да се коментира. Платформата. Да. Претходно беше запознавање. Односно официјално ќе ви презентираме што и досега се случи. Ја намене.
Пази се работите. It might seem that we're bored with political decision-making processes, indifferent and uninterested. We just do it in a different way. If this community, democracy in general needs a lively society, higher the acceptance of decisions that are reached. This is where op-ed и работилници и